Добар ден, добре дојдовте во денешното видео. Се враќаме во новата година и се враќаме на старата тема COVID-19. При тоа, уште минатата година најавивме дека ќе отвориме една дискусија која што во меѓувреме многу се разгоре, а тоа е дебатата за ивермектин, при што уште сам почеток ќе нагласам дека нема да навлегуваме во дебатите и во расправите дали, како, зошто, дози и разноразни други дискусии кои што се отворија во меѓувреме, само ќе зборуваме од еден јасен аспект за научниот осврт на клиничките студии за COVID-19 и употребата на ивермектин. Значи, исклучиво кога зборуваме за ивермектинот, ќе се фокусираме само на тоа што велат научните студии, клиничките студии, правени кај луѓе се разбира, кои што го поврзуваат ивермектин со подобар исход очигледно од COVID-19. Така што би започнал со денешната презентација, повторно ќе нагласам, станува збор за научен осврт, значи без да навлегуваме во било кои други теми. Целта на овој канал, YouTube канал е многу јасна, ние се држиме до здравствена едукација, и тоа што го работам е да им доближам на моите следбеници, на тие што ме гледаат, научни аспекти кои што се интересни за јавноста, за кои што се дебатира, меѓутоа ги поедноставуваме, ги преведуваме од научен на народен јазик и како такви ги пласираме. Така што целта овој пат ќе ни биде да зборуваме за ивермектинот и да дадеме еден вовед, едно објаснување за што конкретно станува збор. Ивермектинот можеме да го наречеме стар лек. Значи нема да бидеме во грешка ако кажеме дека станува збор за стар, релативно познат и доста употребуван лек, но лек за паразити. Значи лек кој што досега бил употребуван кај луѓе за паразити. Значи не станува збор за некој како што го крстија ветеринарен лек, ова е лек кој што се користи кај луѓе, се разбира нашол примена и кај одредени животни, како и многу други лекови, но јасно е дека станува збор за така наречен хуман или лек за кај луѓе. При што има, еве го вториот момент, има докажана антивирална активност. Покрај тоа што делува главно кај паразити и тоа му е основната намена, сепак е јасно дека има докажана антивирална активност. Тоа што го кажав дека досега бил многу употребуван, над 3,7 милиарди дози глобално. Значи, станува збор за лек кој што и тоа како се применува. Овие 3,7 милиарди дози се дадени во некој период од преку 30 години. Така што лекот е доста познат и е близок на стручната јавност, иако нели токму сега се отвори дискусија кај нас, па и во светот донекаде. И уште нешто што би сакал да го нагласам од самиот вовед е тоа дека тој, еве како што вели тука, ја намалува виралната репликација. Ќе го преведам, тоа се разбира, и инфламацијата. Што сака да рече? Значи, можноста за размножување на вирусот или така наречена репликација, овој вирус ја намалува. Тоа е докажано пред се во така наречени инвитро студии, значи тоа се студии кои што се правени во лабораториски услови, меѓутоа и како што ќе видиме малку подоцна и клиничките студии, односно студиите кај луѓе, го покажуваат овој ефект на намалување на вирална репликација, како што се вели. И вториот момент кој што е очигледно доста погоден за кај оваа болест, тоа е намалувањето на инфламацијата или воспалението. А ние знаеме дека една од компликациите на COVID-19, која што е доста непријатна и може да има сериозни последици по нашето здравје, е токму неконтролиран инфламаторен процес. Ова е воведот за ивермектин како досега доста познат, релативно стар лек, да речеме, кој што и тоа како одамна се користи кај луѓе. Сега, во меѓувреме, се случи тој да, заради таа негова претходно докажана антивирална дејност, да почне да биде интересен и да биде истражуван и кај COVID-19, при што со тек на време се собраат доста голем број на студии. И студиите кои што се собраа, едноставно ако човек земе да ги анализира, да влезе малку подлабоко во нив,
ќе свати зошто многу земји, сега веќе и Македонија, меѓутоа претходно и други земји, особено во одредени делови од светот, во Јужна Америка, например, најмногу, зошто така сериозно му пристапија на ивермектинот. Значи, тоа не е нешто кое што ние како земја први го применуваме, тоа е лек кој што и тоа како во други земји месеци наназад е употребуван. Еве од каде ги зимам моите податоци, значи ивермектин за COVID-19, real time анализис, значи анализа додека зборуваме, односно на оваа веб страна c19ivermectin.com, која што може секој од вас да ја посети и да види, ќе види дека секојдневно се додаваат научни студии, истите се додаваат таму и се анализираат. При што станува збор досега за 19 студии, се извинувам, за 51 студија за ивермектин на оваа конкретна веб страна, од кои што 18 се медицински кажано, така наречено peer-reviewed, односно дека се анализирани од други стручни лица. Без да навлегувам во научни детали кои што ќе ве оптеретуваат, ова е пораката. 84% подобрување кај ран третман доколку се даде ивермектинот, или сите студии заедно и кај ран третман и кај профилакса. Профилакса во превод значи заштита од одредена болест. Потекнува од грчки збор, без да навлегувам, кога може да се зема ивермектинот со цел пациентот и доколку дојде во контакт со вирусот, сепак да не се разболе. Значи тоа сака да рече под ран третман и профилакса. А ран третман е сека кога веќе вирусот влегол во нашето тело. Тоа што, значи тоа се тие, таму стојат тие научни студии, сакам да речам станува збор за една низа на клинички студии, на претходната страна која што ги покажавме, клинички студии кои што потекнуваат од различни центри, меѓу нив и доста сериозни медицински центри, таму има и мета-анализа, значи има и низа друг на еден низ на научно тело кое што и тоа како веќе гради еден сериозен доказ во однос на примената на ивермектин кај COVID-19. Тоа што особено веројатно ќе треба во иднина да бидеме благодарни е токму на оваа група, доколку се испостави докрај дека се е така, најдолу на слайдот се гледа Frontline COVID-19 Critical Care Alliance или FLCCC. Тоа е таа група на доктори од Соединетите Американски држави кои што го ставија фокусот на ивермектин. Тука мала грешка. Горе мелатонин пишува, меѓутоа тоа е од претходното видео. При што сака да рече дека каде се применува, значи профилакса пред изложеност кај високоризични групи. Значи пред да дојде до кај високоризични групи, пред да дојде до контакт со вирусот, и тогаш да се даде ивермектин. Тоа се можните употреби на ивермектинот според оваа група која што го популаризираше ивермектинот во светот. Второ, профилакса после изложеност. Значи, ако некој веќе дошол во контакт со лице со кое што после ден, 2, 3 ви станало јасно дека дека е позитивен, тогаш почнуваат да го земаат според оваа група ивермектинот. Трето, кај пациенти кои што се со симптоми, а се дома. Четврто, кај пациенти кои што се во болница, а имаат умерени симптоми и прогресивни респираторни симптоми, тоа е веќе малку, како да кажем, една посериозна состојба. Значи, гледаме дека ивермектинот има една доста широка палета на употреба. Значи, од употреба кај лица, кај кои што воопшто не е присутен вирусот, туку намерата ни е да ги заштитиме ако воопшто дојдат во контакт со вирусот да не се разболат, па преку раните фази, од најлесни симптоми и до малку посериозни симптоми. Значи, станува збор за една доста широка палета, еден голем диапазон за употреба на ивермектин според овие научни студии кои што на претходната, пред два слайда ги покажав каде се ставени онлайн, и јас доле во коментарите ќе го напишам тоа, така што сите ќе може тоа да го следат, да го видат, се разбира доколку ве интересира. И последна научна студија на која што ќе се задржам е оваа, која што е доста така еклатантна во однос на тоа што сака да го каже, која што е многу убаво ја прикажува состојбата, и имено станува збор за така наречената ICON студија, октомври 2020 година, веќе минатата година, Флорида, Соединетите Американски држави, и гледаме две групи. Една група која што е третирана со ивермектин, значи покрај останатата терапија која што е давана на едните и на другите пациенти,
Едната група е со ивермектин, а другата група е без ивермектин. И сега следиме каква е разликата во смртноста помеѓу овие две групи, односно дали давањето на ивермектин направило некаква разлика. Кај групата со ивермектин, вкупната смртност е 15%. Наспроти другата група, каде што не давали ивермектин, и вкупната смртност е 25%. Значи, се гледа дека е поголема смртноста кај групата без ивермектин. И второ нешто, кај смртноста со сериозна зафатеност на бели дробови, таа е 38,8 или речиси 39% кај групата со ивермектин, а групата без ивермектин гледаме една голема разлика до 80% смртност при сериозна зафатеност со бели дробови. Значи, разликата е тука веќе особено кај сериозна зафатеност на бели дробови, разликата во смртност е доста голема и доста сериозна. И еден од главниот заклучок на лекарите кои што ја правиле оваа научна студија вели, како што е дадено подолу, вели ивермектинот е асоциран со пониска смртност од COVID-19, при што тие подоцна додаваат дека тоа особено важи кај групата со сериозна зафатеност на бели дробови. Имаше тука уште голем дел на научни студии, се разбира, јас не сакав да одам подолу една по една да ги разгледувам сите. Зошто? Заради тоа што ценам дека нема потреба, го покажав изворот каде што секој кој што се интересира може да отиде, да ги види, да ги анализира научните студии. Не навлегуваме во навивање за одреден вирус, лек или против, едноставно со ладна глава ги гледаме податоците, ги гледаме фактите и станува сосема јасно дека овој лек има свое место под сонцето, благо кажано, и дека може и тоа како да се воспостави како една од критичните терапии, како една од клучните терапии во однос на COVID-19. Барем до сегашните податоци кои што ги гледаме, честно е да признаеме и да кажеме дека укажуваат на тоа, дека може да биде значителна промена во однос на начинот на терапија. Ние сега тоа ќе можеме и да го видиме и во нашата земја преку последици во однос на смртноста. Се разбира, за да може прецизно да се каже, ќе треба да се прават анализи од овој тип, кај пациенти кај кои што бил даден, кај пациенти кај кои што не бил даден, и преку една компаративна анализа да се изведуваат такви заклучоци, но во секој случај тоа што сакам да го речем, а мене посебно вака за крај ми е интересно да го кажам, е тоа дека некогаш во медицината некои работи за жал особено бавно напредуваат и се чини дека и тука вака ќе се покаже целата таа слика со ивермектинот, без да навлегувам дали тоа е свесно или несвесно, намерно или ненамерно. Меѓутоа, ако докрај се покаже дека ивермектин има толку сериозно влијание како што сега се чини, за жал ќе биде еден голем пропуст генерално на глобалната медицина, бидејќи некако не се најде начин овој лек да се примени порано. Научните студии досега се јасни, ќе ја видиме праксата кај нас, како покажува праксата од примената на лекот кај нас, и верувам дека после неколку месеци ние ќе можеме повторно да се навратиме на оваа тема, тогаш веќе со многу поголема сигурност. Сега користиме научни студии од различни центри во светот, но веќе ќе имаме и лично искуство, велиме искуство од пациенти кај нас, и ќе можеме тука да правиме анализи на случувањата пред и по внесувањето на ивермектин. Ви благодарам многу за вниманието денес. Ќе продолжиме да ја следиме и оваа тема и сите останати теми кои што се интересни, а се поврзани со јавното здравје во Македонија. Ви благодарам уште еднаш.